Културно-уметничкото друштво Мирчацево од Прилеп веќе 7 децении е културен амбасадор не само на Прилеп, туку и на Македонија. Друштвото е формирано во далечната 1947 година во месец април, на иницијатива на работниците во Прилепскиот тутунски комбинат. На почетокот функционирале 3 секции на друштвото: фолклорна, пеачка и драмска. Од драмската секција потоа произлегува и Народниот театар Војдан Чернодрински. Годинава во значаен јубилеј, друштвото го одбележа со голем концерт во Домот за култура Марко Цепенков. А како коинциденција, ветераните од друштвото годинава ја добија и највисоката награда што ја доделува општина Прилеп, наградата 3 ноември. Во текот на овие 7 децении, низ друштвото поминале над 4000 членови. Годинава мислам достојно го одбележаваме тој јубилеј, повикувајќи гости од Макарска, Република Хрватска, од Јагодин од Република Србија и од Ирик од Република Србија, односно Војводина. Посебно за одбележување е со тоа што гостите од Ирик изразија желба за збратимување на двете општини Прилеп и Ирик и се надеваме дека во иднина тоа ќе се оствари. Инаку културно-уметничкото друштво во своето постоење има одржано многу концерти, да не речем на сите континенти, меѓутоа, освен во Америка, на другите континенти сегде гостувало. Низ друштвото поминале безброј играорци, свирачи, играорки. Штета што никој од почеток не почнал да води некоја евиденција за нивниот број. Меѓутоа, сигурно представува со илјади бројки, да не речем 3-4, може повеќе илјади. Во друштвото поминале и реномирани естрадни уметници, како што е Влага Петреска, Ѓорđи Желчевски, Елена Велеска и ред други, Захаринка Милошевиќ и ред други кои своите први чекори во играњето и пеењето ги направиле во нашето културно-уметничко друштво. Ветераните од културно-уметничкото друштво Мирчацев велат дека во своето постоење друштвото имало одржано концерти на сите континенти. Најрадосни се што друштвото има голем број на млади членови кои ја продолжуваат традицијата и го негуваат македонскиот фолклор. Јас сум член на културно-уметничково друштво од 1982 година. Ова година ми е конкретно мене јубилејна, прам 35 години во ова друштво и се уште сум активен, се уште играм, а ме држи љубовта кон фолклорот и желбата за играње музиката. Колку младите Па добро е, можам да кажам дека сте задоволни од младите, има прилично доволно деца и самите можете да видите дека зад мене идат доста мали деца. Го негуваат, мислам дека ќе продолжат и тие традицијата, дека ќе бида влюбени кон фолклор и музиката. Не може да се оддели која турнеја е убава, која не е убава, секој си има свој жар. Сите турнеи се прекрасни. Можам така да одделам некоја конкретно од 97 година гостувањето во Германија, Франција, Белгија, Данска. Исто така 2000 година во Мароко, Казабланка, Африка. И како што реков, сите турнеи се прекрасни, сегде убавости поминувале, сегдека добро пречекани од нашите гости, пријатели и гости кои ни дошле тука кај нас да гостува, па му го враќаме ние посетата. И сегашните членови се гледа дека фолклор е доста застапен во нашиот град и со последниот одржан концерт, кој салата беше преполната последно место, се докажува дека фолклорот се уште кај нас е активен и имаме доста членови во нашето друштво, некаде околу број околу 90-100 членови. Јас сум од постарите членови, ветеран во нашето друштво и сум горд што по моите стапки продолжија моите две деца и черката и синот. Друштвото има освоена голем број на награди, како во Македонија, така и во странство. Ветераните велат дека иако повеќе не се активни членови на друштвото, постојано се тука за него и за секаква помош и споделување на искуство. Исто така, секоја година се собирале на така наречена фолклорна вечер,
за да се потсетат на својата младост. Па јас во името на сите ветерани, некогашни игралци на културно-метничкото друштво Мирче Ацев, можам најискрено да му се заблагодарам на градоначалникот Илија Јовановски за третоноемвриската награда, како успех на нашите некогашни играјна, дружејна, освоена награди на сите 5 континенти што ги има постигнато друштво. Едни од тие се фестивали ширум светот, например награди има освоено во Ланголен, Англија, Овидео, Шпанија, Ница, Франција, Велика Горица, Загреб, Хрватска и многу други ширум светот на сите 5 континенти. Огромниот број на млади членови на Куд Мирче Ацев се најголемата надеж дека македонскиот фолклор и традиција нема да згаснат и дека тие и понатаму ќе бидат презентирани пред светот.